На ивица на меѓуетнички конфликт, поттикнат од политички изјави и потези, тепачки на млади луѓе во автобуси и училишта, протести, Македонија чекореше низ 2012-тата. Ги разбуди традиционалниот и надалеку познат по својата иронија Вевчанскиот карневал. Така објасни од Струшкото муфтиство речиси 1 месец по карневалот, кога муслиманските верници во Струга револтирани од исмејувањето на Куранот, излегоа да протестираат. Со нив и градоначалникот Рамис Мерко. Наместо смирување, ситуацијата во Струга и Струшко се вжештуваше. Во Боровец се симна крстот. Во Лабуништа беше искршена амбулантата во собственост на вевчанци. Во Октиси пак осквернавена црква. Се чинеше нема крај на враќањето мило за драго. Во Скопје пак се крше автобуси, типачки по улици, а главни актери и жртви во целата ситуација беа младите. Како се да се подготвуваше тензијата да доживее кулминација. На само 2 дена пред Великден згаснаа 5 млади животи. 4 матуранти и родител беа свирепо убиени кај Смилковското езеро. Згрозена, вознемирена и исплашена јавноста бараше одговори. Од МВР кратки и штури одговори, а потоа и молк, кој во јавноста остави простор за разни шпекулации. Експерти зборуваа за можни сценарија, а Јанкуловска пресече. Радикални исламисти ги убија Филип, Александар, Кирет, Цветанчо и Борче, за да создадат несигурност и страв кај населението. Се работи за група на лица од Скопје, инаку се следбеници на радикалниот ислам, кој како таков е подеднакво опасен и за христијаните и за муслиманите. Во акцијата под името Монструм беа уапсени 20-тина. Од нив повеќето после распитот кај истражниот судија беа ослободени. Директните извршители за полицијата се уште недостапни. Тогаш во Скопје се случија протестите. Зад паролите "Сите албанци не се терористи", "Сите муслимани не се терористи", бараа да ги ослободат Агим и Африн Ислаими, Фейзи Азири, Рамис и Диу, осомничени за петкратното убиство. Полека ситуацијата се смири, а на обвинителството му беа потребни дури 6 месеци да подигне обвинение против уапсените. Одговараат за тероризам и помагање, како и за нелегално држење на оружје. 2013 година ќе биде годината во која ќе се донесе пресудата и ќе се одговори на низа прашања кои останаа да лебдат во воздух. Каде се директните убици? Каде е оружјето со кое се пукало? И дали радикалниот ислам е причината и мотивот за убиството? Не помина ниту 1 месец од грозоморното убиство. МВР тргна во следна голема акција – детонатор. Се затвораа нелегални коцкарници, се запленуваа покер апарати, а се апсеа и блиски роднини на политички активисти и функционери од владеачката партија. МВР прсна вина посочи кон раководителите на полициските станици. Најзвучно беше името на штипскиот командир кој куртоли, а обвинет е само еден пензиониран. Најавуваните смени од страна на МВР не се случија. И за овој случај за окружување се очекува во 2013 година. Ако 2011-тата му донесе 7 години затворска казна, 2012-тата на Љубе Бошковски го обвини за помагање во убиство на Маријан Тушевски. Уште едно тешко обвинение, но и уште еден заштитен сведок во судскиот процес против Бошковски. Како министер за внатрешни работи, Бошковски помогнал во убиството на Тушевски. Знаел, а не презел ништо, вели обвинението. Апсурдно е, вели Бошковски, а неговите адвокати, дека обвинителството нема докази. Заштитениот сведок требаше да е клучен во процесот. Ако за полицијата минатата година беа акции со кои МВР се пофали, не секогаш судот мислеше како нив. Метастаза, кога спектакуларно беа уапсени доктори поради нелегални инвалидски пензии, повеќето добија условни казни и највисока 3-годишна затворска казна. Потензичната и тешка зима и пролет, летото се заокружи со слупчане. Офицери на Арама во присуство на министерот за одбрана Бесими и функционери на ДУИ положија цвеќе на споменикот на паднатите борци на ОНА. Началникот на генерал-штабот бараше истрага, истото го порача и председателот на државата. Но се чини Бесими победи. Истрага немаше, а положувањето на цвеќето било знак на помирување, се објасни Бесими. И 2012 година МВР ќе ја заокружи со голема и тешка задача пред нив. Инцидентите во собрание 24 декември. Снимките од собраниските камери ќе треба да одговорат, како што велат од МВР, како се предизвикале инцидентите во собранието.
8 дена на полицијата не и беа доволни за да се видат снимките, па разврската за случајот се чека во 2013.